проблем теоретична специализация, сега живеем на шок. И заспаните функционери, кои дозволуват веќе 40 дена да гори депонијата во Добршинци.
После се чудиме на респираторни агонии. Зимата иде, а со неа души. А вие си ги помните, не водите до куши. Секој знае компани, секој животина. Лична пријава, за нив само риб хартија. Да сврлаат ката или може би вте. Почитувани, се собравме овде и овој протестен марш го правиме затоа што ни е преку глава од се. Преку глава ни е од труење, од корупција, од непостапување. Бидејќи сите гледаме дека проблемот е системски и така треба да се решава, се обраќаме на секој кој е на функција, почнувајќи од председател, премиер, министри, пратеници, градоначалници, советници, директори, инспектори, членови на управни одбори, надзорни одбори, разни комисии и така натаму, без разлика на дресот кој го носат. Секој е должен да ги штити своите сожители и мајката природа. Овој пат ставаме акцент на Струмица, бидејќи овој депониски пожар, за овој депониски пожар се одговорни општината, начело со градоначалникот и комуналното предпријатие начело со директорот. Но овој протест и наш крик не се однесува само на нив, туку важи и за другите општини во Струмичката котлина, кои се одговорни за постапување со отпадот. Затоа што знаеме дека постојано некаде некоја депонија гори. Немојте да мислите дека вие с другите сте заштитени. Ке тропнеме и на вашите врати. Летото е пред нас. Внимавајте што правите. Свртуваме внимание кон основното јавно обвинителство, затоа што јавните обвинители исто така се во функција на жителите и мора да почнат да ги ловат виновниците. Сведоци сме дека депонијата во Добршинци гори над 40 дена. Тоа е нашата тема за денес и од таму доаѓа нашиот револт. А сите вие одговорни спиете. Дремљовци, заспани, разбудете се. Дремљовци, заспани, разбудете се. Дремљовци, заспани, разбудете се. Дремљовци, заспани, разбудете се. Овде сме да ве разбудиме вас, заспани наши избраници, и да ви кажеме дека сте одговорни за секоја направена и запалена депонија. Свесни ли сте дека ова е масовно труење на сите живи организми кои се распослани овде во баланс на земски рај, а вие од рајот правите пекол? Доказ за тоа е големата се поголемите бројки на онкологија. Ставете се барем еднаш во позиција на оние кои веќе имаат диагноза. Како и ние на тие семејства? Дали не се чувствувате одговорни за тоа? Сте се запрашали ли длабоко во себе дека и семејствата на вашите пријатели, колеги, роднините и на крајот на краиштата, вашите семејства го дишат овој отровен, гнасен, леплив, канцероген и убиствен чад? Сте се замислили дека е реално можно и вие самите да бидете жртва на ова отровна лотарија организирана од вас, спанковци едни? Одговорност! 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 Бараме одговорност! Бараме одговорност! Бараме одговорност! Бараме одговорност! Депонијата гори заради неспособност и неинвентивност, заради пасивност и немање визија, заради немање храброст да се излезе надвор од оклопот на веќе постоечките застарени начини на справување со отпадот и отровна послушност кон оние поединци во партиите
што ги користат сите други за своји лични интереси. Треба да запамтите дека секој кој е на функција има должност да биде на услуга на жителите, а не безребетно да се претопува во масата и да се подчинува на насилнички и мафијашки авторитети. Драги мои функционери, големината не произлегува од моќта на функцијата или од големината на партијата, не произлегува од нејзиното искривено и слепо извршување, туку од тоа колку се ставате во функција на решавање на приоритетните проблеми, а први на листата се заштитата на воздухот, водата и почвата, без кој овде секако дека ќе нема живот. И покрај тоа што веќе со децении се гушиме на било каков начин, работата оди на лошо, секојдневно сме сведоци и директно ги примаме ударите од вашата неспособност и немање ниту визија, ниту волја да ги послушате луѓето кои ве гласале на крајот на краиштата и да бидете на позициите на кои сте. Со години се пунини и на улица и со објави на страницата. И на секој можен начин ви се укажува дека така веќе не ја бива. Така веќе не ја бива. Така веќе не ја бива. Не ја бива. Ако не сте способни за решавање на проблемите, тргнете се настрана. Гитла да ве нема. Јок станете и престанете да не труете. Древљовци, заспани, разбудете се. Древљовци, заспани, разбудете се. Древљовци, заспани, разбудете се. Древљовци, заспани, разбудете се. Од вас неспособните умираме, а Бога ми умирате и вие. Не ли гледате дека сите не возите во бездна? Марионети едни, заспани. Нашиот револт е насочен кон функционери со име и презиме кои се на позиции и мора да решаваат, а не да спијат. Доста се криете за патетични изговори од типот никој не е надлежен и одговорен за депонијата. Ѓубрето не се носи само од себе во депонијата. Депонијата сама не се пали, а Бога ми сама нема ни да се изгасне и отстрани. Депониите такви какви што се, постојат само заради вашето мрзливо дремење. Затоа сме вечерва овде, да ве разбудиме, да ви кажеме дека повеќе нема да спиете, додека не почнете да го решавате проблемот сега. Древљовци, заспани, разбудете се. Древљовци, заспани, разбудете се. Древљовци, заспани, разбудете се. Древљовци, заспани, разбудете се. Како што гледаме се повеќе и повеќе се приклучуваат луѓе не само да дојдат на протести, туку и да го кажат јавно, јасно и гласно своето мислење, своето оформено мислење на единка во ова општество кое нешто треба да значи. Треба да почнат да не водат мудри луѓе, а не заспани спанковци кои не знаат како да си ги решат проблемите во својата општина. Проблемите постоеле и ќе постојат. Овде сте за да ги решавате, а не да мислите дека со магична стапче ќе се реши се. Ја поканувам сега почитуваната Мери Костуранова на свој начин да го искаже својот револт за она лудо што ми се случува веќе многу години, а во последните 40 дена ниту еднаш не згаснала ова проклета депонија што се е само смрт. Повели Мери.
Кога ме праша да зборувам на овој протест, првата мисла ми беше што можам јас, еден обичен човек, да им кажам на моите сограѓани. Не сум експерт, не сум ни лекар, не сум политичар, немам моќ ниту функција. Улогите со кои што јас се препознавам се жена, мајка, струмичанка. И како многу други што стојат покрај мене денес, како мајки и татковци, соседи и пријатели, и јас сум само еден обичен човек. Но потоа си реков, може би токму затоа, баш јас треба да зборувам. Затоа што мојот збор нема да звучи како говор од говорница, ниту со политички фрази кои ветуваат се, а не менуваат ништо. Јас нема да ви зборувам со моќ, туку со болка. И затоа мојот збор ќе биде личен, ќе биде искрен и ќе биде вистински. Ние струмичани сме можеби единствените луѓе во светот кои веќе воопшто не ни следат временски прогнози, туку апликации за загаденост на воздухот. Секое утро кога се будам, и во зима, а сега и во лето, ја отворам вратата од нашата тераса од која се гледа голем дел од нашата убава котлина. Но не за да проветрам и за да влезе чист воздух, туку за да видам дали воопшто имаме воздух. Дали денеска мирисе на утро или на пластика, како по обичај. Дали денеска ќе дувне ветер и можеби за миг ќе можеме да земеме малку воздух. И секоја вечер, кога моите деца ќе заспијат, јас се прашувам, дали ќе треба да си заминат од овој град за да преживеат? Или ќе останат овде и сите бавно ќе умираме? И додека се прашувам дали треба да зборувам пред вас или не, молкот од надлежните институции е погласен од се. Институциите што ги имаат законите во рацете, но ги оставаат да собираат прав во фиоките. Институциите што одбиваат да слушнат, што не излегуваат на терен, што чекаат да снема кој да се жали. Тие не се неми, тие свесно избираат да молчат. И тој молк, драги, е злосторство. Затоа што сите знаат, а не действуваат. А оној што молчи, а има моќ да промени нешто, тој е соучесник. И додека јас се прашувам дали имам што да ви кажам, во истиот овој град има луѓе кои без тромкат во умење градат профит врз нашето страдање. Има луѓе на кои око не им трепнува, додека палат гуми, пластики, отпад, метал. И тоа го прават свесно, ладнокрвно, знаејќи дека чадот од нивниот оган е отров во детските бели дробови. Овие луѓе не се колебаат ни една секунда. Нивниот бизнис модел има само една формула. Пари наспроти живот. Овие нелуѓе не се сами. Тие се хранат од молкот на институциите.